Вистинска оаза на екзотични овошја се наоѓа во центарот на Штип, на површина од неколку метри квадратни во дворот на семејната куќа. Чичкоацо има насадено десетина видови овошје кои не се карактеристични за нашиот крај. Други имам рибизла јапонска од Јапонија, од Германија однесена, па од Германија тука донесена. И таа некаде како џанка слива едра. Многу е исто кисела, убава. Јаболки имам ситни, такви толку растат високо, некаде 5-6 сантима. Стасуват како петровки. Пиперчиња имам и од Румунија со семето е донесено. Тоа имам растенија кинеска мушмула и тоа е екзотично. Ама таа сега ќе цвета во ноември ќе цвета, па у мај стасува плодо. Особено внимание во домашната градина на Чичкоацо привлекува особено популарното кивано или африканската рогата диња, која се смета за исклучително здрава и антиканцерогена. Во го викат кивоно или кивано. Потекнува од Кина некаде. Јас ги имам од мај месец. Ово што сака многу вода, затоа што има многу лиснаста маса и многу вода треба да се наводнува секој ден. Со боцки не може да го фане со гола рака, значи мора ракавица дебела зидарска да има да го фане. Семењата од овие по многу нешта уникатни овошја Трајковски ги собирал со години, а ги садел и негува со многу внимание. Токму и поради тоа тие кај него успеваат толку добро. Љубовта е многу одамна. Например, сакам да имам у дворот се и сешто. А таа желбата е за да го имам у дворот, кога ќе станам се бале да погледнам и тука што вика старите, душата ми е полна наполнета. Овошјата во дворот на Чичкоацо цветаат и зреат во различни периоди од годината, па дворот постојано му е шарен, убав, но и многу богат. Токму и поради ова тој привлекува многу љубители на овошје кои доаѓаат да видат, но и да научат нешто за вкусот на другите држави и континенти.